Добро утро и поздрав од пред Македонската опера и балет, местото каде што вечерва ќе се случи спектакуларен настан посветен на убавината на македонските девојки. Имено вечерва ја одбираме македонската представничка на Мис Универзум, која ќе добие можност да учествува на светскиот престижен избор. 20 девојки кои што влегоа во финалето ќе продефилираат на прекрасната сцена, презентирајќи кореографија подготвена од вистински професионалци, а во следниве минути повеќе детали за изборот Мис Универзум дознаваме од организаторите на истиот, господинот Шакир Села, кој е начело на турската модна агенција Даман, и нашата прекрасна Јелена, која што му помага околу сите обврски кои што непречено се одвиваа сите овие денови во пресред на изборот за Мис Универзум. Добро утро за двајцата. Ви благодарам што токму на денот кога ја бираме нашата представничка на Мис Универзум имате премногу обврски, сепак одвојувате време за гледачите на телевизија Алфа. Јелена, ајде најпрво да прашаме како се чувствуваат убавите девојки кои што вечерва ќе се борат за круната Мис Универзум, престижната титула, и како течат подготовките? Вака, значи, возбудата е голема, нели пред самиот настан, девојките се возбудени, имаат трема, таа е секако позитивна трема и нели нормално, исто и ние организаторите сме под некоја убава позитивна трема. Подготовките почнаа уште многу одамна, но некако со зајакнато темпо, нели во овие последни недела две, девојките беа влезени во камп, во хотел, спремаа кореографии, шета на разни места, беа во Охрид, правеа професионални фотографии, така, значи секој ден беше исполнет од рано наутро, после доручек до легнување. Така, разбравме дека за кореографијата допатува од Турција специјално професионален кореограф кој што работеше овие денови со девојките. Како се снајдоа девојките и колку е тој задоволен од нив? Одлично, изненадувачки, но стварно одлично. Кореографот очекуваме дека малце ќе паничи и свето, но кореографот беше презадоволен и уште од првиот ден ги засака некако девојките, рече дека се окей, дека супер се снајшли. Ти благодарам, Елена. Господине Села, какви се вашите очекувања од она што вечерва ќе се случи тука, бидејќи Македонија за прв пат е домаќин на еден ваков престижен избор? Мислите ли дека ќе ги оправдаме очекувањата и ќе бидеме на исто ниво како и останатите 130 земји кои што учествуваат на овој светски избор? Вака, како прво ние вечерва после изборот, значи ќе здивнеме после толку долго време од подготовките, значи и целата екипа и девојките малку се уморни, затоа што, како што најави Јелена, стануваат рано наутро, легнуваат касно, со припреми се со тоа. Меѓутоа, очекувањата ми се високи, да ви кажем искрено, затоа што имаме неколку стварно убави девојки. Сите се убави, али неколку стварно убави дека можат да не представуваат многу убаво на изборот на Мис Универзум во Мексико. Ќе видиме која ќе биде таа срекна девојка што ќе понесе титулата. Меѓутоа девојката одма утредента патува за Истанбул, каде што ќе почнат припремите за изборот на Мис Универзум, каде што на 29 октомври заедно со Мис на Турска ќе патуваат за Мексико, каде што ќе се надпреваруваат со 138 држави фактички. Очекуваме добар пласман, значи ќе видиме, цел свет не праќаат пораки фановите, поддршки. Поддршката е многу голема, најверојатно поради тоа што Мис на Македонија прв пат ќе учествува на овој избор. Така да, ќе видиме, се надевам дека ќе биде се убаво. Уште еден голем мотив за да се пријават младите убави девојки од Македонија на овој избор е што победничката, освен диадемата која нормално ја посакува секоја девојка, ќе добие ексклузивен договор со модната агенција Даман во вредност од 50.000 евра, што значи ширум ќе се отворат портите во светот на модата. Да, значи ние имаме план и програма направена за девојката која ќе победи на изборот за една година, каде ќе патува, што ќе направи, со кои модни агенции во светот ќе работи, фотосесии и сето тоа. Значи, девојката што ќе победи овдека и се отварат врати стварно во модниот свет.
ќе патува во многу земји. Морам да назначам дека ние ова не го правиме за модниот свет, него да го правиме повеќе за хуманитарни цели, така да ќе ги вклопиме двете страни, и модниот свет и хуманитарните цели, затоа што девојката ќе патува и во Африка, и во другите земји кај што треба поддршка во врска со гладоста, со епидемии, со таквичко. Така да девојката што ќе победи на изборот на Мис на Македонија, свано ќе има една година така напорна година, исполнета година со патување, со фотосесии, со работи, така да ќе видиме. Тоа ќе биде многу го испланирано и ќе биде многу го организирано. А многу веројатно тоа ќе биде една посебна и можеби најубава година во животот на таа девика што ќе има можност да ја освои титулата и оваа шанса. Уште еднаш ви благодарам за одвоеното време, ви посакувам успешна реализација на вечерашниот настан, а македонската јавност со нетрпение ќе очекува да го дознае исходот и да ја објавиме нашата Мис Универсум. Благодарам.